Во Судирсо друго оштетено je возилото на јавното предпријатие услуга од Берово. За сега се уште не се знае од кој возилото било управувано и каде тоа службено патувало во доцните ноќни часови. Штетата на возилото ќе се утврдува, но таа во овој случај ги открива службените злоупотреби на возилото, за кои беровчани тврдат дека ги имало. Сведоци бевме на злоупотребата на службените возила кои ги паркирааше и пред нивните домови функционерите од ВМРО ДПМН. Прашање на време беше кога ќе се случат таквите немили случаи и на крајот граѓаните пак да го платат цекот на нивното говење. Ова е срамен чин и бараме од надлежните институции да го расшират случајот и виновникот да биде казнен според закон. Случајот веќе доби и јавни коментари на социјалните мрежи и таму може да се прочита. Кој е беровскиот Диме Спасов, кој во раните утрински часови со државната кола на јавното предпријатие за комунални работи услуга Берово удира по паркирани возила? Мале, кој се е напуал? Сева ова е лош имидж за услуга, но кој во услови на поминат мандат на Советот може да поведе сметка за инцидентот со оштетеното возило? Управниот одбор на јавното комунално предпријатие е во функција, значи можат само да побараат и директорот да понесе морална одговорност за случајот кој се има десено во вечерните часови. Според наши информации, во теке и полициска истрага за оштетеното возило. Оштетувањето најверојатно се случило откако со службеното возило е удрено во друго паркирано возило. За сега од СВР нема официјална информација за случајот.